Здраво, јас сум зависник од видеоигри. Тука сум пред вас за некој друг да не заврши во болница како мене. На почеток си викаш, игра е тоа, детска работа, што лошо може да излезе од неа и на крај се будиш во болница без да знаеш како си завршил таму. Се почна неприметно. Едноставно кога победував, како да го освојував светот. Не го знаете тоа чувство. Ама па кога губев, светот ми се рушеше. Генерално, психолошката наука разликува два вида на зависности, бидејќи видеоигрите се во два формати. Едните се однесуваат само на индивидуални игри, каде што единката сама се вклучува, игра, мотивот е да се освои наградата, да се постигне повисок резултат, додека другиот вид се многу популарните мрежни игри, каде што најчесто личноста креира свој лик виртуелен и се вклучува во цела мрежа на луѓе кои што од целиот свет се вклучени и практично се креира една виртуелна заедница во која што овие искреирани ликови треба да освојат нешто, да постигнат некој резултат и така натаму. Ова е, можеме да кажеме, најадиктивниот вид на игри, бидејќи никогаш не завршува. Не го знаете тоа чувство. Ама па кога губев, светот ми се рушеше. Ми идеше да ги мавнам дури и моите. Понекогаш заборавав и да јадам, а често нервозата ме јадеше и не можев да спијам. Другарите ми се налутија, не ме викаа повеќе. Не ги ни рецкав, не ми требаа. Последиците по личноста се навистина загрижувачки. Значи, генерално можеме да зборуваме за две групи на проблеми или симптоми со кои што се среќаваат зависниците. Едната група се физички проблеми кои што почнуваат да ги имаат, почнувајќи од нередовен сон, нередовна исхрана. Понатаму се јавува многу често оној синдром на воспаление на лактот, на нервните завршетоци на лактот и на дланката, заради многу време поминување со маус, значи манипулација со маусот. Исто така се јавува и чести главоболки, проблеми со видот, со очите, проблеми со рбетот, со седењето, со движењето. Значи, тоа се некои физички симптоми или последици од преголемото играње на видеоигрите. Моите почнаа да ми влегуваат во соба, да ме реметат, па ја заклучував собата. Дури и кога ми зборуваа, матно, како од друг свет да ми зборуваат. Дури и не ги гледав, а пред мене беа, ко не измагла некако. Ништо не ми беше важно, освен како да седнам и да играм пак, и пак, и пак. Од една страна, она што ние во праксата најчесто го забележуваме е пат на училишниот успех кај учениците, заради тоа што тие преголемо време поминуваат играјќи видеоигри и секако тоа се одразува на оценките и на успехот. И многу е поврзано со намалената способност за концентрација на вниманието, бидејќи некој кој што чишто мозок е изложен на преинтензивни дразби во видеоигрите, значи и визуелни, и аудитивни, и оние визуелни ефекти, потоа има проблем да се концентрира да чита книга, например, или да чита некаков друг материјал кој што вообичаено во училиште се разработува. Исто така, значи, може да се појави и депресивност, и анксиозност, како последица, велам, на ова хиперстимулација на нервниот систем.
ништо не ми беше важно, освен како да седнам и да играм пак, и пак, и пак. Сите дека еден ден не се разбуди во болница, не знаеки како и кога. Моите ми раскажаа дека сабајлето не сум излегол од соба и ја скршиле вратата. Со брза помош, со реанимација, со вриштење на моите, ќе сум го изгубил животот поради што? Поради една мајчина игрица.